Фудбалскиот шампион на нашата земја Вардар со триумф ги заврши гостинските настапи оваа сезона, откако во рамките пред последното коло на првата македонска фудбалска лига славеше рутинска победа од 3:2 на полувреме, 2:0 за гостите над големиот ривал Пелестер. За битолчани ова значеше прв пораз откако тимот се врати на Тумбекафе, а воедно и прв како освојувач на Купот на Македонија. Надпреварот започна во славеничка атмосфера откако генерацијата која го освои Купот на Македонија беше поздравена од 3000 гледачи пред почетокот на надпреварот. Потоа со големиот пехар освоен во Струмица со овации беа поздравени полените на Наџи Шенсои. Половина час шампионот и победникот на Купот играа рамноправен дуел. Први се заканија домакините, но ударот на Попо Златанов го погоди Новак и за малку ќе го изненадеше Гачевски, но репрезентативниот голман постави рака и ја исфрли топката од корнер. Вардар возврати во 21-та минута преку Демирино, неговиот удар го изблокира Илиев и топката заврши во корнер. Во 31-та минута Миленковски кратко врати до Петровски, овој наместо да ја избие топката се обиде во стилот на Рене Игата да го дриблира Николов, но младиот репрезентативец со лизгачки старт ја втурна топката во небренетата мрежа. Битолчани несени со Зедоа, а Јигуари 3 минути подоцна прекрасно во празно го пронајде Петковски, а младиот фудбалер на Вардар ја протна топката меѓу нозете на Илче Петровски за 0:2 на полувреме. Првата закана во вториот дел ја имаа зелено-белите преку Иве Трифуновски, но битолскиот напаѓач биеше само покрај голот на Гачевски. Во 52 минута по левата страна Силва тргна во контранапад 4:2, но неговиот центар шут заврши само во одлично поставениот Новак. Само неколку минути подоцна бразилецот доби слободен удар, но поради протест кон судијата, па потоа и неспортското однесување, доби 2 жолти картони и мечот мораше пред време да го заврши и да го остави Пелестер со играч помалку. Слободниот удар го изведе Гоце Тодоровски, но иако го совлада Гачевски, стативата беше сојузник на Вардаровиот голман и топката се врати во поле. Вардарци веднаш искористија бројчината предности преку Фелипе и Петковски, имаа 2 изгледни шанси за гол, но овој пат битолскиот голман беше на висината на задачата. Иако се очекуваше Вардар рутински да го доигра мечот, домакинот во 81-та минута успеа да намали на 2:1, откако Баже Илиовски беше прецизен од 11 метри по пеналот кој го изнуди Бујчевски. На 3:1 во 88-та минута с големи расположениот Фелипе кој погоди по прекрасно изведениот слободен удар, додека конечните 3:2 ги постави битолчанецот Бујчевски со гол во судиското надополнување. Во последното коло шампионот на домашен терен ќе го пречека Силекс, додека освојувачот на Купот ќе гостува во Тетово кај второпласираната Шкендија. Да преваро. Се знае, као што доликува македонското дерби, Пелестер Вардар, одлична атмосфера, одличен надпревар со многу голови зачинет. Као што кажа, постигнав последниот гол пред на домашен терен пред наша публика. Печаток одличен, сакам гол да посветам исто на сестра ми. Денес прави свадба, голот е за неа, брат те сакам. Еве зборува за сезоната од втора лига директно во Европа, еден од најголемите подвизи во историјата на нашата прва лига. Па точно така. Може да се каже дека е подвиг од втора лига, прва лига, Лига Европа. Мислам дека е неодлично, тука е фантастично. За целиот град, да живни градот, на спортски план. Мислам дека работат на многу подобро и се надеваме на уште поголеми успеси во Европа. Дај Боже и да поминеме едно коло.